Хибридните напади пред се базираат на лажните вести, дезинформациите, говорот на омразата кој се генерира од одредени центри на моќта, меѓутоа исто така измамата, саботирањето, употребата на пранкови и така натаму и така натаму. Една широка палета на активности која е насочена кон уништување на шансите на одредена земја или пак одредена структура да ги оствари своите цели, да ја дестабилизираат, да ја дискредитираат и да ја оневозможат во исполнување на целите. Хибридните напади, тоа е проблем кој е исто нов. Наша среќа е што од 27 март, од март оваа година сме членки на НАТО и почнавме да добиваме прилично обилна помош и подршка од другите сојузници во НАТО, затоа што хибридните напади се дефинирани како во групата на најголемите закани сега и за НАТО како алијанса. Ние бевме како држава предмет на сериозни хибридни напади во серија со висок интензитет прв пат за време на референдумот 2018. Меѓутоа тогаш уште не бевме внатре во алијансата, добивавме некаква подршка на билатерално ниво, но не таква каква што добиваме сега. Тоа во последно време, како што се забавува наше водење кон Европската Унија, тие хибридни напади пасеа уваат последниот месец-два, да речеме. Меѓутоа сега не сме сами, сега и разменуваме информации и имаме неколку советници на билатерална основа дојдени од држави, многу моќни држави во алијансата кои. Безбедносните предизвици со кои се соочувавме пред пандемијата не исчезна. Ние се одзиваме и на хибридните и на сајбер заканите, вклучувајќи ги и дезинформациите кои што намета ги имаат нашите институции, нашите вредности и нашата демократија. Хибридните закани се практично нормативно нерешени во целиот свет. Се уште не се решени. Као некој друг тип на физичка закана, да речеме. Очигледно дека светот се уште лута во пронаоѓањето добар одговор за хибридните закани. Едната крајност е да се регулираат социјалните мрежи, што е веројатно невозможно. Другата крајност е да државата пенетрира во социјалните мрежи, што е шпионаж и што е кршење на основните човекови слободи и права. Мене ми се чини дека со хибридните закани допрва светот и ние, како држава со мали ресурси, допрва ќе имаме проблем. Значи, ви кажувам, Америка не може да излезе на крај со хибридните закани. Америка преку своите главни агенции за таа работа констатира дека 2016 хибридните напади закани направиле голема штета, дури влијаеле на изборите. Меѓувреме има потврдени извештаи, јавно достапни, дека хибридни закани се случували и за време на последните председателски избори во Франција, во Холандија и во Германија. Ова нашиот референдум е цитна работа што се види за тоа. Со овој тип на интервенции хакерски во избирачките системи се направија упадите за време на Брекзитот, за време на американските гласања, за време на неколку гласања во Европа, во европски земји во изминатите 3-4 години. Значи, обика, она што јас го имам како први сознание од тоа што некои експерти го кажуваат е дека најверојатно не се работи за софтверот на ДИК. Значи, едно е DDoS нападот, а друго е нападот хакерски во пребројувањето на гласовите. Туку се работи за хакерски упад многу вешто направен. И тоа направен, би рекол, со една исклучително внимателна политичка логика како е правен нападот, ако се докаже, а тоа го изјавува и самата државна изборна комисија, дека се предмет на хакерски упад. Значи, тие упади не се прават и не бе и во други земји правени масовно. Туку се прават на точно одредени точки, каде што вие внесувате таков хаос на еден дел во гласањето, но внесувате таков хаос во изборните резултати, што на крајот не можете да добиете доверлива слика за резултатот на гласањето. При тоа, направено е така да се внимава на сензитивитети, како што се кај нас мултиетнички, власт опозиција и така натаму. Така што, доколку се покаже дека Македонија била цел на таков напад, а јас не сум сигурен дека тоа може Македонија да го направи, но не заборавајте, канцеларијата на НАТО, односно американската амбасадорка во Виена,
пред 3-4 месеци извести дека во Македонија е направен НАТО Сайбер центар за одговор на хакерски напади. Така што јас мислам дека Македонија го нема тој капацитет да влезе во истрага и разобличување на евентуален таков хакерски напад, но мислам дека оние друг тип на одбрани, бидејќи Македонија за среќа членка на НАТО, ќе биде важно да се види што и како се прави. Северна Македонија се соочи со хибридни напади во изминативе 3-4, можеби повеќе години, со интензивно влијание или пак со интензивни обиди да се изврши влијание врз евроатлантските процеси во нашата земја. Тоа што го видовме во 2018 година како серија од хибридни напади беше очигледно интенција да се спречи Северна Македонија да оди по тој евроатлантски пат. Тоа е едната работа. Понатаму видовме во текот на изминатите година две и други облици на хибридни напади во кои едноставно ЕУ-атлантската или ЕУ и НАТО агендата на Северна Македонија беше трн во окото на одредени центри на моќта. И хибридните напади знаат да бидат навистина интензивни и многу видливи, иако најчесто нарачателот останува во сенката на анонимноста, односно не лесно може да се дојде до докази да се тврди дека некој навистина лансирал напад, хибриден напад врз одреден процес или врз одредена институција или група луѓе. За тој голем хакерски напад што беше направен врз неколку, меѓу другото и тогаш врз ТаймМК, врз Слободен печат и така натаму, нападот беше изведен бидејќи на Слободен печат хостингот го прави една високо капацитетна професионална компанија од Франција и компанијата доби во рекордно краток рок точни IP адреси од каде се направи тој напад. Нападот беше изведен со еден неверојатен, така наречен DDoS напад. Сега предпоставам дека дел од публиката разбира што е тоа. Тоа е кога вашиот сервер ќе биде нападнат со толку многу побарувања за контакт со вашата страница, што едноставно го соборува серверот, се работи за милиони. Значи, тогаш во декември нападот беше изведен од 5 домашни адреси во Македонија, кои што се неспорно утврдени. Една припаѓаше на министерство, една припаѓаше на голема компанија која се бави со енергетика, значи, гледате, тоа се институции кои имаат голем капацитет на сервери, затоа што само такви може да вршат големи напади. Третата IP адреса беше главната административна адреса на еден државен универзитет во Македонија. Четвртата IP адреса беше, ако не се лажам, ако добро памтам, на уште едно министерство. И сега не ме фаќате за збор, веќе петата, тогаш тоа е сепак тоа 6-7 месеци. Случајот беше пријавен во полиција, беше пријавен во нивниот сектор за криминал, овој тип на компјутерски, и ние уште тогаш се посомневавме, и јас говорив за тоа, дека се чини, дека се работи за ладна проба. Како тоа се прави? Бидејќи беше еден огромен напад со констатирани, ние добивме од француската компанијата Слободен печат доби комплетно извештај со секунди, како да ви кажем, комплетен извештај како е правен напад. Поминаа 6-7 месеци, никој ништо не презема. Последниот пат, синхронизираниот напад со огромен интензитет, кај нас до сега не забележан, со кој беше соборена страницата на ДИК, самиот изборен ден. Тоа не го прави еден човек. Не го прави еден. Тоа се прикази за мали деца, дека тоа го направиле луѓе, 2-3 хакери млади кои пробиле тоа и можеле да направат таков интензитет со 20-30-100 долари во джеб. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Што е ново во хибридните закани или хибридните напади против демократијата? Ново е тоа што се искористува до максимум технолошкиот напредок. Комуникацијските платформи се искористуваат максимално за да може да се постигне некаква предност во однос на одредена структура, во однос на одреден центар на моќ или пак во однос на одредена заедница или пак и држава.